Невозможно е било какво возило да дојде до нас поради овој куп од останат на нос од последните обилни врнежи. Вака се жалат пред камерата на ТВ Стар дел од граѓаните од улицата Христијан Карпош во Кочани. Сами се немокни да го решат проблемот, затоа барат помош од општинските власти. Па тоа е проблемот што не може да минеме со коли, не може да е брза помош. Никако не може и нагоден да се оди. Улицата е ископана целата, канализацијата е откриена. Никој не ќе да дојде да го изчисти. Викат да го носиме ние со колички на депонијата, не. Тоа е многу, ние не може да го носиме на депонијата. Ово беше се блокирано, се натласи, се това не може да помине пили, што се вика не човек и мораме, не и сите, да се собереме, секој пред себе малко да се не може, како прво брзо поможе дојде, некој да се разболе, не може да го однесат. Освен блокирани, десетина семејства мака-мачати со уништената улица. Канализационите цевки се откриени, бидејќи обилните дождови ја однеле земјената и песочна подлога. Сакам пата да не се направи, пошто имаме и деца на школа што одат, не можат да си ојдат у школото, целите кал, дојде дождот заврне, не смеат да си дојдат, некој пат не време фане. Ако може комунали, пред 30 години имаме платено, а пат немаме. Ова е одводна цевка? Да, одводна канализациона и тоа и тоа. Ова е скршена, ова за среќа не е. Готово е, нека замине уште 2 коли и готово и она ќе биде скршен. А ова? Таа треба да се реновира. Некош кој ќе доат до вишка пари. Општинските власти на Кочани го знаат проблемот на нивните сограѓани. Проблемот ќе се реши од идниот понеделник. Тука сме и веднаш по празниците, значи настапуваат утре, задутре празници. Од понеделник ќе стапиме по барањето на жителите од улицата што ја споменавте, ќе излегеме на лице место и ќе го расчистиме и ќе го решиме проблемот на соодветен начин, онака како што треба. Во меѓувреме, 30 засегнати кочанци, кои претежно се стари лица, само се снаоѓаат како знаат и умеат со овој комунален проблем.